Здраво на сите. Моето име е Ана Пуповска. Живеам во Охрид, во Македонија. Во врска со Господ сакам нешто да ви кажам како мојот живот се промени, сведочам за Господ Исус Христос, на кого му благодарам бескрајно. Растев кога бев мала како православна, ги знаев обичаите, верно ги следев, одев, ги гледав, ама внатре добро, ама ништо повторно правев гревови, ги следев обичаите, ама вршев гревови. Да, го сакав Господ, но не знаев каде е. Повторно негативни појави, замајувања, различни ситуации. Немав трпение за ништо, многу лошо се чувствав, ништо не знаев. Но како одминуваше времето, му благодарам на Господ Исус Христос што ме извлече и ми даде мудрост да читам од Божјото Слово. Почнав да го разбирам и започнаа промените во мојот живот. Тој ме подучува како да живеам, како да се сменам. И знаете, сите грешки излегоа од моето срце, сите гревови предизвикаа промена. Сега знам што е трпение, порано не знаев што е тоа трпеливост. Љубовта расти во моето срце. Ти благодарам, Господ Исусе Христе. Ти си жив, мил Исусе Христе, и ти благодарам што ме избра да можам да те разберам и да те следам. Животот стана полесен, дишам полесно, разговарам за Бога. Односот со луѓето се промени, станав долготрпелива. Навистина, јас тогаш и сега сум две различни луѓе. Порано живеев во темнина и мислев дека така треба, негативно, да си живееш, да си ситничариш, да си говораш, да лажиш, да лицемериш, да се смешкаш. Но, ве молам, следете го Господ Исус Христос, затоа што Тој 24 часа бдее над вас. Тоа е вистина. Исус е жив. Јас се чувствувам многу добро. Господ Исус Христос го создаде овој свет. Да, и неговиот благослов е за сите нас. Тој ни даде ум, да бидеме мудри и сите треба да ги отвориме очите, да читаме од Библијата, да се храниме од незе, да не допре во срцето Божиот збор, зашто тој ни зборува преку Словото. Бог ни даде Библија и да ја читаме и да ја проучуваме, за да гревовите излезат од нас, да се покаеме и да се промениме. Ако станете во старата природа гревовна, вие сте другари на демоните, правите друштво на демонскиот свет и сте нивни робови. Јас сум сега слободна и знам дека Господ Исус Христос ме следи цело време. Благодарам на името на Исус. Сите да ве благослови, да ги отвори вашите умови. Немојте да ги следите џабе обичаите. Вашето срце нема да се промени. Господ ве гледа на срце сите. А вие ќе се смените само со Него. Кога ќе умриме, треба да знаеме дека има Божи суд и дека ќе одговараме. И јас, и сите. И затоа треба, сакам сите да се спасат луѓето на светот. Отворете го умот и вашето срце. Да, и му благодарам за овој живот. Се смени. Многу лесно дишам, многу лесно се чувствувам убаво. Порано и сега е сосема различно. Таа промена ја направи Господ Исус Христос. Нека и вам ви даде таков благослов. Може да ги отворите срцата и умовите и да го примите Исус. Славата е Негова. Во името на Господ Исус Христос благодарам и вечно да го славиме името на Господ Исус Христос кој е жив. Те љубам, Господ Исусе Христе. Нека Бог Исус Христос ве благослови сите вас. Довидување.